Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Еден од омилените фудбалски луѓе во Македонија, тренерот на фудбалскиот клуб Работнички, Виктор Треневски, гостин вечерва во Куќа на фудбалот. Виктор, ти благодарам што си тука. Фала на поканата и на убавата наја. Не се чувствувате вие како омилен фудбалски лиг во Македонија или не чувствувате дека јавноста ве перцепира на тој начин? Воопште не размислам на тој начин. Омилен си додека не додат врзани некој неуспеси, меѓутоа ме изненади со таква најава и ајде. Изненаден сум, што да кажам. Пријатно изненаден. Фокусот на денешната Куќа на фудбалот ќе биде македонското првенство, резултатите и амбициите на вашиот Работнички, но ќе се фокусираме и на останатите тимови кои веројатно се и во ваш интерес, посебно тие со кои се бркате на прволигашката табела. Изненадувачки беа резултатите од 21-то коло од македонското првенство. Вардар загуби против Победа, Работнички одигра само 0-0 против Ренова, Шкендија не успеа да слави против Шкупи на домашен терен, 3-3 одиграа Брегалница и Силекс. Па ние како тргнавме сабота, како вие кажувате, изненадувачки 0-0 со Ренова. Ренова е озбилна екипа со озбилен тренер, стабилна, и кога ќе го погледнеме целото коло, испаднува дека ние најмалку изненадувачки одигравме. Со оглед на тоа дека Победа го изненади. Ова бидејќи реков, одигра само 0-0 против Ренова? Па добро, тоа е малку провокативно, само 0-0 само со Ренова и не знам, на нас таа утакмица не беше многу важна, со оглед на тоа дека Ренова е во борба за Европа. Од страна некако ја од нив највеќе страв имам, ајде така да кажам. И посебно утакмица почнавме лошо, мислам првите пола сат и осетив дека не сме на ниво на кој треба да бидеме и малку искуство и малку со памет да заокружиме утакмицата на 0-0, што во овој момент во однос на тоа како одигравме мора да бидеме задоволни. Имаме уште 15 кола до крај. Добро е што ќе биде интересно низ целиот втор дел на првенството и се надевам дека до целта ќе стигнеме, а тоа излез во Европа. Да беше на вашето место Ќати Посмани, од ова што вие сега го рековте, Ренова треба да е незадоволна затоа што не успеа да победи на Телеком Арената, а кога ќе се погледне составот на Работнички со неколку репрезентативци на домашен терен со амбиција да игра Европа идната надпреварувачка сезона и сега доаѓа Треневски и вели Ренова е темпирана бомба, ние бевме задоволни со почетниот резултат. Па добро, гледајте Ренова просто историјата на и прошлите години покажува дека е екипа која секого може да изненади. Никој не може да тргне во меч со Ренова као апсолутен фаворит. Тоа што од страна сега нас не ставаат во ситуација на фаворит, тоа е добро, се покажува дека добро работевме во припремите, меѓутоа ние си се знаеме меѓу себе. Македонското првенство е квалитетно, многу се анализира, значи не можете вие една формација, еден прекид или да го повторувате неколку пати, просто се анализираат сите ситуации на теренот и не се согласувам баш со тоа и да е Ќатип тука ќе дојдеме на исто се една шанса повеќе или помалку, не значи ништо. Се прашање ние со Шкупи поведовме 1-0, имавме една 100% шанса, на крај објективно 1-1. Мислам, не се анализира и не се мечот гледа во однос на број на удари на гол или на шутеви. Просто ситуацијата на теренот беше таква да ја морам да бидам задоволен со 0-0, меѓутоа ми дојдоа додатни некои работи кои... Замените кои ги направивте, тоа само го потврдија. Па добро, замените малте не се ги немавме, имавме 6 играча до 18 години на клупата. Ние имавме неколку повреди, не повреди во однос на работата, него механички повреди, нели со Кире, со Рашо, и просто нас клупата ни е таква се од страна као магла се створува што Вуковиќ дојде за Ванче да не зборам, меѓутоа за самата работа не да си тражи време, просто ние на тие позиции не да бевме покривени, него немаме
и со Емири немавме тие измени кои можевме да го дигнеме мечот во наша корист, али пак сакам да кажам, се јавија некои проблеми кои од оваа гледна точка тешко можева да ни донесат позитивен резултат без оглед на измени на играчи кои ги имав. Се што ви преостана после вашиот надпревар е да ги стискате палците за тимовите кои играат против Пелистер, против Силекс. Ама за ваша жал Пелистер повторно славеше против. Па јас го гледав тој Македонија, надпревар, Георче Петров, Силекс одигра 3-3. другите асистенти ги гледава и Силекс и Вардар и сите други надпревари. Ја ги стискам само пестите за Македонија, а да навијам да изгуби некој просто нити можам да влијам и на 15 кола до крај. Апсолутно не ме занима во тој правец, значи јас имам толку комплексна работа во работнички од ден со која треба да се борам. Воопшто не ме значи ги имаме сега овие 4 кола кои се стварно неизвестни, ама нема да решат ништо. На исти број на бодови сме разликата од Европа и на почетокот. Стабилни сме, имавме проблеми у првиот дел со некои примени голови, со Ванче, тука отидовме на димензија повеќе во тој сегмент, меѓутоа не во амбиции и апетити. Мислам, јасно е дека Ванче ни дојде како еден Ама новогодишен природно е да поклон. се подигнат амбициите или како што велите апетитите со доаѓањето на Ванче Шиков, стандарден македонски репрезентативец, Вуковиќ, па и Демир, Па добро, и природно со останувањето на Сахити, браќата кои кренаа многу прашина пред почетокот на Да, али пролетниот тоа дел од си има една сезоната. своја генеза. Значи, природно е од ваша гледна точка, од моја гледна точка нешто не е природно. Од друга страна неприродно е. Ние добивме 2 играчи задниот ден на преодниот рок. Ама вие рековте дека подготовките ги завршивте на одличен начин. Да, во однос на работите кои моравме да ги надополниме, да се консолидираме и тие работи сега во детали да влего. Меѓутоа сите екипи на зимскиот преодни рок нели си донесува 4-5 играчи, ние не. Ја бев константно со 3-4 играча кои идат дефинитивно, а овие 2 играча ни дојде у заден ден преодни рок. Значи во тој смисол ние не е природно да очекуваш кога дојде изненадувачки. Као што би било не е природно вчера да загубеше Пелистер, изненадувачки би било и ќе ни дојде добро, така и во овој случај. Значи тоа не беше наша политика, сега се спремаме, ни фали, тука се надополнуваме, не знам, Пелистер зема 4-5-6 играчи, тајмингот го погоди, финансиите ги погодија, се консолидирава. На тој смисол ние сме тука што сме и стварно ни дојдоа 2 квалитетни играчи, меѓутоа за овие 3 месеци треба да го најдеме патот, да избалансираме, да излечеме најмногу што можеме. Не се они дел од работнички во смисла сега 3 години го ја Вие базираме бевте играта. подготвени да останете и без влијателните Емири, Суат, Сахити и како джекпот дојде одлуката да се Па заселите дојде, али со тоа Ванче не е Шиков. за некоја голема менување на амбиции, поготово денешниот фудбал, вие го имате еден Реал Мадрид може да бира кој сака, со освоена европска титула, светска титула, првна табела, во Лига шампиони, па ќе загуби 1-2 и одма е галама. Фудбалот просто сам по себе си формира една група на луѓе по негативни резултати, по не одма се прават критики, одма се влегува во дебати, кога е добро се дига во небо, таква е работата и тука нема збор, али се ако збориме конкретно и објективно, ние сме дефинитивно во конкуренција за Европа, нас ни е тоа императив и ќе го оствариме тоа, мислам. За други муабети од недела во недела. Пелистер работнички, па работнички Силекс. Тоа се двата надпревари кои што ги следуваат, па доаѓаат мега пресметките со Шкендија и со Вардар. Виктор ќе каже, Пелистер ни украде 6 бодови оваа сезона. Првиот во Битола, убедлива победа од 3-0, после 3 надпревари и 9 бода за работнички, во трите први надпревари на клупата на работнички и пораз на домашен терен од тимот на Пелистер. Па еве, ја некако како сметам на секој месец дена. Па колку и сентиментално да изјавувате дека Пелистер е ваш тим, ваш град, Па и тоа малку ваши се навивачи? прецени, тоа се сентиментално. Ја просто одиграв за Пелистер 6 месеци, излеговме Европа,
Битола си ја сака, меѓутоа во домена тоа што го зборев, тоа нема само медиите после 3 победи и моето доаѓање овде како тренер многу се дигна, кај што не можам да ги контролирам. Вие кај мене играчите после месец дена Не сте вие виновни што сте одбрале сопругата да ја побарате за животен сопатник во Битол. Па добро, сега тоа начнав неозбилни теми, да не се навраќам назад, поново да не подгревам без везе некои празни муабети во смисла на она што не чека. Пелистер, мојата екипа играчите си имаат месец дена менталитетот, знаете како најлошо кога ќе дојдеме на позиција кога играчите мислат само по себе тоа си иде. Еве вие рековте, го имаме Ванче, Вуковиќ, Сахити, се врати само на теренот си иде. Значи само не може ништо да иде и тука малку паднавме. Истото се деси четвртото коло на почетокот. Тепавме 3 утакмици, Шкупи што работнички давно не го тепал, Ренова дома, дојдовме до Пелистер, Галама, Чуда и тоа само и одма. И тука ја немав многу простор, сега имам повеќе простор да реагирам на тие работи и таа една утакмица не ни украде Пелистер, да се разбереме, 6 бода си ги освои, за втората утакмица, ама нема што да се збори, 6 бода се нивни, ни бегаат сега 3 бода, играме во Охрид, ја мислам или не знам дали е стадионот спремен, и си идеме од меч на меч. И анализиравме добро, тоа е добра екипа, значи поента е кај Пелистер дека има една енергија од навивачи до клуб кој едва влезе, нели се врати, направи еден ишекор голем и сега се сите фокусирани, сите све стават од страна само Пелистер. И еден напаѓач за кој вашиот председател веројатно никогаш нема да му прости зошто го засили во овој момент Пелистер, а не Работнички. Напаѓачот кој што постигна многу голови за Работнички, Баш Илиовски. Па ете, гледате, и тоа е знак дека Работнички не си го... Сега, еве, да искористам таа една минута, го зборев за Пелистер, тоа он иде во нагорна линија максимално. Работнички, пак ќе го повторам, со селекторот сегашен Мрме, пак ќе си го повикам дека сме пријатели, ја заврши таа приказна. Овде имате 80% играчи кои не се дел од Работнички у задната година дена. Значи, разликата е огромна и тука баже тоа го потврди. Мислам, и мене ми не... Жал ми е што не бе гостин со нас денес, нели беше повикан. Тој е извонредно квалитетен фудбалер за нашите прилики. Од моја гледна точка, ја толку и не знам, несватливот ми е потез да отиде во Битола, во однос на Работнички, на целата историја. Такви работи се прават, ама со себе си носиш и други работи со тоа, меѓутоа е убедливо еден од најдобри играчи у задно време што сме играли, поготово на овој клубскиот фудбал. И сега дали нашиот председател ќе му прости или не, во тоа не навлегувам, ама Пелистер си озбилна екипа, квалитетна, и сега за разлика од прошлиот меч, нели во Битола или кај ќе играме, сега не сме ние фаворити. Во една ваша колумна во дневниот весник Македонски спорт, велите разликата меѓу просечниот и талентираниот играч е што вториот, талентираниот, почесто ќе биде на вистинско место и ќе се движи кон топката пред да биде упатена. Чувствувате дека вие во тимот имате таков профил на фудбалери? Па имам. Ја и зборев за еден од сегменти на кој треба доста да се работи, таа една навидлива граница која ги прави разликите помеѓу играчите, е таа антиципација, предвидување. Значи, талентот играчот го носи во друга димензија, на повисок ниво. Меѓутоа, за успех е само работа и упорност. Не постои друга формула. Се уште сметате дека во македонското првенство се игра бавно и споро? Па никој пат не сум сметал и никој пат не сум изјавил тоа. Бавно и споро да се тоа, нити е мој збор, нити сум изјавил, чак напротив, во односа, тука сум компетентен да зборам, во однос на Словенија, ја знам и Хрватска, Црна Гора. Ја реков дека е нашата лига со Шкендија, Вардар. Се Шкендија ми е, моje мислење, грешка со Акраповиќ, е добар тренер. Не би сакал сега да влегувам да коментирам у тие работи, ама нивото е на високо ниво, од припрема, од тактичка, од... Олеснување за другите тоа што го нема Акраповиќ во тимот на Шкендија. Добро, ајде, сега да не коментирам, јас сум тренер на Работнички, просто бев порано, еве ги рековте некои мои цитати од тие колумни, тогаш си може да зборам поопштено, сега не би коментирал, да не
Да не, меѓутоа мене ми се допадна начинот на кој работеше Краповиќ. Во тој смисол, ама побегнавме сега од темата, ова фудбалот никој пат не сум рекол, не знам, секој пат тебе втора емисија да извадиш од нафталин некој коментар, ама тој не е на место, бавно и споро, никогаш не сум рекол. Моја констатација дека нашите утакмици на Балканот делуваат побавно и споро, више поради и камери, амбиент и други работи. Меѓутоа, квалитетот на македонскиот фудбал е сосема за добар ниво, нема збор. Изненадени сте од поразот на Вардар во Охрид против Победа? Па изнадени се сите, знаете како сме ние, реков и за сега ќе добиеш две утакмици, сите скокаат, сите одма места им ги бираат, овие се први, овие се втори, овие испаѓаат, овие не, тоа е народот и тоа нема бегање, не треба многу коментари. Просто 11 играчи може да изненадат секого. Напорен распоред имаше Вардар, нели после една победа на Шкендија, после загубија во купот, мислам, детали се не ја гледав утакмицата, изненаден сум, меѓутоа не за некои посебни коментари. Просто фудбалот е таков. Тоа го гледаме на највисоко ниво, а не кај нас. Рековте дека колку и да бидат тешки овие 4 надпревари кои ви следуваат, за Работнички нема да бидат судбоносни. Па за никого нема да биде судбоносни. За Вардар може да биде шампион, да ги тепа сите 4, да Шкендија изгуби сите 4, на пример, сега збориме математички, па имаме уште 11 кола, значи 33 бода. Значи здрава памет вика дека ја не зборам од мое, ќе ги влеземе во мечевите како, што, не. Ние се спремаме максимално. Меѓутоа 4 кола не треба некоја памет да се знае дека овие 4 кола нема да решат ништо. И со 5 бода два пати идеме еден со други, 6 бода може разлика да се направи, мислам многу едноставна математика. Повеќе се плашите од Пелистер или од Силекс? Највеќе се плашам од моите играчи и од не карактерот, менталитетот, него од, како да кажам, не се плашам од никој. Затоа што мислат дека шансите сами се создаваат? Па, Ајде, така да кажеме. Значи, прво не се плашам од никој во тој смисол спортски, не од Пелистер, не од Силекс, не од Вардар, не од Шкендија, тој го покажавме цело време. Тоа мислам дека е јасно како ден. Просто имаме работи кои мора да ги работиме. И од тоа нема бегање. Имате притисок од раководството на Работнички? Па не, ама зашто притисок? 5 бода освоивме, наиста сме... За да излезете во Европа? Апсолутно дека имам притисок и како нема да имам притисок. Немам притисок во смисла да ние сме, али јасно е дека Работнички мора да го одржи тој ниво. Кога доаѓавте како тренер на Работнички, бевте свесни дека ова првенство може да биде толку непредвидливо, со надпревари кои јавноста очекува дека ќе поминат едносмерно, како Вардар против Победа, Работнички против Ренова или Пелистер, а на крајот излегува сосема спротивното. Па не, јас тој го кажав. Значи, јас ја гледав утакмицата со будуćност у куповите на Работнички, која малку ќе се погледне, многу е јасно, и тоа реков, да не се покрива со моето име тренерското Работнички. Значи, ни едно име не работи. Ја и не сум некој име, не знам какво во смисла да гарантирам какви успеси, меѓутоа тоа мора да иде едно со друго. Работнички се заврши една цела убава декада со мрме и просто со променет кадар не можеш ти амбиции да ги држиш на сила. И ние почнавме да работиме апсолутно, значи индивидуално од секој играч да го дигнеме на ниво. Тука се промовирава од Сахити, постане играч на некој начин, Херера, за Елиф Елмаз да не зборам, Кире Марковски, нормално заедно со дека тоа е едно те исто со У-27 нашиве. Значи тука секој играч, Дуле Трајчевски, па Најденов кој падна да ги вратиме, тоа мене ми беше целта, да ги вратам на тој ниво кој на некој начин го загубива, овде лесно се губи, ќе изгубиш една-две, ќе те спуштат. И од таа смисла се консолидиравме, завршивме сезоната на добри 28 бода во однос на поранешните, само што сега првенството е покомплексно, комплексно, да не кажам некој друг збор, и влеговме у озбилна борба со едни здрави припреми. Поново и голем комплимент за мене што е поново Работнички во тој смисол на озбилен претендент и за Европа и за било кој други места.
Колку ви од помош Милан Илиевски, поранешниот капитен на работнички, кој сега има нова функција во клубот од Девар Мал? Па добро, ја немав можност да составам сам свој тим. Ја просто Милан Илиевски као поранешен капитен и за овие 6 месеци ја не сакав на почеток сега јас ќе бирам тој или ој кога не ги познавам во детали за да можам некој. Меѓутоа и со комуникација со него и во однос на тоа каков си има рейтинг, играч, карактер, менталитет, просто посебно за работнички си ја заслужија и со овој повик ја потврдува таа тој некој мислење кој го има за работа, ама задоволен. Како? Задоволен сум, али он е на почеток кариера, кај што буквално треба да се работи 15 сати на ден. Емир или Суат? Емир. Вуковиќ или Илиевски? Ама сега Вуковиќ апсолутно во однос на Илиевски, во однос на квалитети фудбалски не сакам да ги делам. Али во однос на тоа што не ни се врати кај нас дома, морам Вуковиќ да го кажам. Ке чувствувате дека може да го покаже своето вистинско лице Вуковиќ на овие надпревари кои ви следуваат, да се битни за работнички? Па во кратки моменти да, не е спремен за 90 минути дефинитивно, во однос на начинот на кој играме исто така не, и тоа ми е една задача за оваа недела во кој смер ќе идеме, али дека ќе оправда дека ќе дае свој учинок во овие 15 кола, немам сумња нити малку. Виктор, ви благодарам што бевте гостин во Куќа на фудбалот. Јас се надевам дека ќе имате успешен резултатски низ, иако следуваат екстремно тешки надпревари против Пелистер, па против Силекс, Шкендија и Вардар. А ако од овие 4 надпревари ви дадат шанса да бирате на кои би оствариле 3 бода од прва, против кого најрадо би се израдувале на победа? Силекс. Има посебна причина, бидејќи бевте Па има 5 бода. Не, има 5 бода разлика и победата многу ни значи. Ви посакувам многу успех. Ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот. Фала многу, благодарам. Најефикасниот надпревар во 21-иот круг од македонската прва лига беше одигран во Штип. Во дербито на истокот Брегалница одигра 3-3 против Силекс. Домашните се спасија од пораз во последната минута. Изненадувачки, Вардар загуби, иако водеше со 1-0 против Победа, 0-0 завршија средбите на Работнички и на Шкендија на домашен терен против Шкупи. Ова е прегледот на головите од 21-то коло во македонската прва лига.